време за мене и Тео. Почитувани, добар ден, и ова е новото издание на Црвена линија. Веќе од вчера ја најавивме како и на Црвена линија Facebook страната, така и одеше најава за тема за која што многу сакаме да проговориме токму со вас. Ке зборуваме за петардите, кои што најчесто од играчка стануваат плачка. И главната тема е како да се спречи продажбата и користењето на истите. А за почеток, како и во секој издание на Црвена линија, ве потсетуваме да не го пропуштите вечерашното издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. Токму така, како што кажа мојата колешка Тина, денешната главна тема ќе ни биде петарди, детска радост и така, како се спречи продажбата на петарди. Сега ние сите сме познати со оваа тема и секако си имаме своје размислување, како моја и на Тина, но ние вас очекуваме слушнеме ваше размислување околу главната тема. А вчера на плоштадот Македонија во Скопје, СВР Скопје Оделенија за превенција и Црвениот крст на град Скопје организираа показна вежба во склоп на кампањата за превенција од употреба на пиротехнички средства, а во која се презентираа ризиците од употреба на пиротехниката со цел да се влие на свеста на граѓаните да не ги употребуваат овие средства. Таму беше нашата колешка Нина Стефановска. За жал, фрапирачки се информациите дека околу 180.000 лица годишно во светот страдаат поради употреба на пиротехнички средства. Факт е дека во нашата држава е се помало употребата на пиротехничките средства со годините, но за жал се уште е присутна како појава. Апелираме пред се до родителите, затоа што за жал имаме појава дури родителите да купуваат на своите деца вакви петарди, други пиротехнички средства. Да повториме, петардите не се играчка. Петардите се опасност која што може трајно да предизвика инвалидитет или некоја потешка повреда кај вашите деца. Се надеваме дека ова година ќе остане само на симулациони вежби и нема да имаме никаква потреба од интервенција, како нашите екипи, така и екипите на медицинска помош на територија на град Скопје. Токму така, видовме прилогот што беше на вашите мали екрани, но сега имаме гледач да го слушаме неговото размислување околу денешна главна тема. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте... Да, во програма сте, повелете. Благодарам. Па кај ми се чини дека прво петардите во принцип сум против и не треба воопшто да бидат дозволени да се користат и да бидат пуштени во јавност. Меѓутоа овде кај јас најпоќе ќе ги обвинам родителите, затоа што децата не одат да купат. Децата се прво нивната возраст. Им е интересно да пукаат, да прават нереди, да прават што се вика негативни работи, затоа што они сматраат дека тоа е многу убаво и така треба. Меѓутоа мора да се вратиме назад и затоа што многу деца се останати без прсти. Повреди на одредени делови на телото затоа што таа петарда пука во пределот на градите. Значи многу повреди имаме и многу значи имаме несакани последици. И треба овдека сите да се заложиме од родителите прво, а второ значи посебно Министерството за внатрешни работи да биде празници за нова година, значи да биде што се вика ако постои можност не еден 100 да бидат на одредени места каде што постои можност да бидат продавани и злоупотребени. Затоа ми се чини дека сите треба да бидеме активни и да не дозволиме да бидат петардите внесени и употребувани. Али на тоа да се делува и на свеста и на малолетните лица што може да се случи, но и на родителите што може да им се случи на нивните деца. Благодарам за вашето учество и ве како потсетување сите вие кои што сакате да го кажете вашето искуство и секако став во однос на употребата и нелегалната продажба со петарди. Ве очекуваме на 02-307-6677. А секако, еве, со Тео ќе ве потсетиме дека во ова денешно издание на Црвена линија секако ќе имаме вклучување на нашите денешни гости. Прв гостин во Црвена линија ќе ни биде господинот Тони Ангеловски, кој што воедно и потпарол на Министерството за внатрешни работи. Токму така, јас се накратко само ја подстам како околу техничка дел вие може да не добиете од социјалните мрежи, пример на Facebook,
на Црвена линија може во месеч порака да ни пратите ваше размислување околу темата, секако и во коментари на постот што ние го постиравме вчера, а на другите социјални мрежи на Twitter и на Instagram, исто така можете и таму да ни пратите ваше размислувања, но секако можете да ни пратите и ваш никнейм на Zoom, Skype, за да видиме очи со очи, видео со видео. Исто така и на нашиот традиционален начин, да се јавите на телефонски број 02 307 6677 и си знаете кога ќе ве добиеме, имате 80-90 секунди, ние ќе предупредиме 15 секунди пред да ви зачи, за може да се искажете најубаво. А секако додека очекуваме гледач на 02-307-6677, со Тео и дефинитивно одлучивме да говориме токму денес на оваа тема, бидејќи некако петардите секако дека ги имаме во текот на целата година, но нивната употреба и пред се нелегална продажба е можеби најзголемена и во најголем подем токму пред новогодишната еуфорија. 02-307-6677. А доколку немаме во моментот гледач, секако предност ќе дадеме на нашиот денешен прв гостин. Го имаме веќе господинот Тони Ангеловски, потпарол на Министерството за внатрешни работи. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден вам и на вашите гледачи. Драго ни е дека сте дел од ова денешно издание на Црвена линија, со оглед на тоа што вчера токму и Министерството за внатрешни работи имаше симулација, односно во соработка со Црвениот крст и учениците, односно средношколците од Илија Николовски Луј, демонстриравте како всушност настанува повреда од петарда и како се реагира во однос на тоа. Па еве првото прашање би било и во однос на кампањата која што ја стартувавте против продажбата и употребата на петарди. И тоа со наслов "Стоп за употреба на петарди". Што е вклучено во овогодинешната кампања? Па најнапред дозволете да ви се заблагодарам што еве одвојувате вие време за заеднички да влијаеме на свеста на граѓаните и да упатиме уште еднаш порака дека употребата на пиротехничките средства е опасна и може да доведе до посериозни повреди. Се разбира, ние како Министерство за внатрешни работи во соработка со нашите партнери, вчера беше Црвениот крст на град Скопје, но и други невладени организации, спроведуваме кампањи превентивни, но и репресивни, со цел да сузбиеме оваа појава. За жал, имаме традиција, како што и вие самите кажавте, особено во периодот пред новогодишните празници и божичните празници, да имаме зачестена употреба на така наречените петарди или огномети и други пиротехнички средства, но она што сакам и сега да го потенцираме дека употребата на овие средства е незаконска и се санкционира со парични казни, а доколку со употребата на овие средства настане и некоја повреда, тогаш имаме и кривична одговорност, односно можеме да имаме и затворски казни. Токму поради тоа апелирам до граѓаните, пред се до родителите кои што на некој начин нели се оние главните кои што ги снабдуваат своите деца со вакви пиротехнички средства, да тоа не го прават затоа што ќе се соочат со соодветни санкции. Така, и сега вие кажавте според законската регулатива при користење и продажба на пиротехника на петарди ќе има одредени казни, како пример во затвор. Дали може да ни каже некои други казни кои ќе бидат спроведени? Видете, санкцијата за употреба на петарди од 200 до 500 евра, но продажбата на поголема количина на петарди и доколку настане телесна повреда или тешка телесна повреда, тука веќе имаме и кривична одговорност, односно потоа следат и затворски казни. Ние како потсетување во минатата година, особено во последниот месец од годината, имавме запленето некаде над 200.000 парчиња пиротехника. Тоа е, се разбира, кога ќе споредиме овие години со годините, например, пред 7-8 години, имаме намалување на присуството на пиротехника. На тоа веројатно влија и начинот на живот, нели, занимацијата на децата од тогаш и сега не е иста, но сепак се уште имаме големо присуство на пиротехника и за жал нели употреба на овие средства. Поради тоа ние како министерство спроведуваме акции за санкционирање на продавачите, нели знаеме каде се наоѓаат тие се по пазарите, на раскрсниците и во оние помали дуќанчиња каде што нели
се обидуваат на диво да продаваат такви пиротехнички средства, но ние заедно со инспекциите од инспекторатите сме на терен и за да ги санкционираме ваквите појави. Се разбира, покрај тоа ги правиме и овие превентивни активности. Вчера ја видовте оваа вежба која што може би малци и непријатна за гледање, но ние сакаме да ја покажеме реалноста како што е, да видат и децата, но и возрастните што може да се случи при употреба на вакви пиротехнички средства. Нашите екипи од сектора за внатрешни работи Скопје, но и од другите сектори, деновиве се на терен и по училиштата, по градинките, по други установи, може да ги сретнете и пред трговските центри во централното градско подрачје, каде што ги делиме летоците и друг промотивен материјал со кој што се обидуваме да влијаеме врз свеста на граѓаните. Еве, доколку може тоа да го регистрира камерата, значи, ние изработивме во соработка со УНДП летоци, постери, освежувачи за во автомобили и други материјали, каде што ја пренесуваме пораката за граѓаните да не употребуваат пиротехнички средства. На некој начин и одговоривте на моето следно прашање, бидејќи стануваше збор за тоа колку интервенции имаше Министерството за внатрешни работи, но и во последните години од кога стартуваше и пандемијата, дали може би карантините и нели затишјето, немањето прослави и така натаму ја намали легалната продажба и употребата на петарди, и колку всушност дојавата, односно пријавата од граѓаните доколку забележат употреба на петарди или продажба влие врз конечно сопирање на употребата и продажбата на истите? Јас како што кажав во претходниот период, значи имаме намалување, тоа се гледа во годините наназад за употребата на пиротехнички средства. Се разбира, на тоа влијаат мерките кои што ги превземаме ние како министерство, но и другите институции, затоа што сите овие кампањи мора да се спроведуваат и во училиштата и во другите образовни институции, затоа што не може само Министерство за внатрешни работи да биде задолжено за една работа, мора целото општество на некој начин, и ви благодарам и на вас како медиум што се вклучувате во оваа кампања за на некој начин да го заштитиме здравјето на граѓаните. Ковид вирусот не влијаеше за жал на ваквата појава, затоа што оние кои што го прават криминал и кои што прават вакви дејанија, за жал не ги спречува ковид вирусот, но затоа ги спречуваме ние како полициски службеници и апелирам до граѓаните било каква појава, дали за употреба, дали доколку забележат нелегално продавање на вакви пиротехнички средства, веднаш да го пријават во најблиската полициска станица или на 192 и нашите екипи соодветно ќе реагираат, а се разбира ние како Министерство за внатрешни работи постојано и вас медиумите ќе ви известуваме во наредниот период за она што е превземено, односно колку е заблената пиротехника, колку лица се приведени, така да ги имаат граѓаните и тие податоци и да знаат дека фактички употребата на пиротехника е казнена. Така, и сега како што доаѓаат празниците, па и цело славење што доаѓа со празниците, која ќе биде вашата порака кон граѓаните пред почетокот на новогодишната еуфорија, со оглед на тоа што токму во овој период најмногу се забележи употреба на петарди и на пиротехники? Пораката е едноставна. Не употребувајте пиротехнички средства. Значи, ние сите можеме да ги прославиме и новогодишните и божичните празници на многу други начини кои што нема да ни предизвикаат било каква повреда или било какво нарушување на расположението, затоа што доколку се случи таков настан, за жал, да биде некој повреден од пиротехника, тогаш нема ништо ни од славењето, ни од таа средба која што сме организирале како граѓани или некое семејство кое што го прославува тој празник. Затоа да не употребуваме вакви пиротехнички средства, имаме милион други начини како да ја прославиме новата година и Божич и фактички да уживаме сите заеднички во празниците. Благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од Црвена линија. Секако ви посакуваме многу успех во работата, особено кога станува збор за употребата на петарди. А ние секако гледачи бидете подготвени, одиме со реклами и ве очекуваме на 02 307 6677.
Ќе направиме отстапка. Добро, еве, рекламите може да почекат, одиме со гледач. Здрав, здрав. Што не ме пуштивте, бе? Во програма сте, ве пуштивме. вие сте. Ева, зборам јас. Вие сте, Така вие сте. Вечер. Добро вечер, повелете. Овде во Вароско село Орман. Прво да ви честитам новата година, не знам дали ќе ве добием друг пат. Ке не добиете, зошто да не? А сега да збориме за ова што фрлаат за нова година. Да, тоа е темата. Така. Па, вие зборите, али тоа е джабе. Јас живеем у село Орман, у 12 ноќе, кад се падне, мислам, у дворо ми купле. Па, јас мислам дека се слаби казните, треба и производителот што ги произведува да се запре. Зар малку луѓе останаа сакати, зар малку од корона сме болни, од нервозиот заед сме болни, па и од овојни да бидеме осакатени. Колку дечиња се уништија, па срамота е ово што се прави. А ја ќе ве замолам да ве прашам вон емисијата нешто да прашам, од вчера не мога да ве добијам. Дали може? Еден минут, два. Ајде. Вчера беше за работење во недела. Да, работен ден, да или редно е да не? има еден ден да се одморат младите. Уште 9 секунди имате. Не се седнале со децата да јадат. Јас сум била приватен цел живот. Времето истече, за жал. Истече времето, секогаш кога ќе се јавувате во црвена линија, имајте во предвид дека ви следуваат 80 секунди. Благодарам сепак што се вклучивте и што бевте дел од црвена линија. Она што е најважно, не бидете обесхрабрени. Ако сте не добиле прв пат, секако ќе можете да не добиете и во некое наредно издание. А додека го очекуваме следниот гледач, Може да видиме еве тука со Тео. статистика околу користење на петарди на пиротехника. Многу интересно е, Тина, ви Така, спомна вас. најчесто повредени делови од телото кои што повреди се случуваат како резултат на пиротехнички средства. Како резултат на 02307667. Имаме и гледач. Следен гледач. Здрав, здрав. Ало, добро вечер. Добро вечер, вечер. повелете. Не би зборувала на оваа тема. Возрастните луѓе треба да бидат свесни. Нема што да се коментират. Треба да е забрането со закон и тоа е предложила една тема. Добро. Како живеат возрастните луѓе што не земаат пензија, се пријавуваат во Завод за работа, што работеле многу години, а сега се оставени на милост и немилост од оваа држава. На сите телевизии ја бараат луѓе оваа тема, ама никој не ја поставува. Значи, сега некои луѓе добија некој надокнадок за пензија, имале не знам колку години стаж во државно, па во приватно се префрлиле и тоа на класи се дели народот. Чудо едно, јас би замолила конкретно прашање, значи како живеат луѓе, возрастните луѓе што имаат многу години, возрастни луѓе со многу години и многу стаж, а немаат никакви примања до пензија. Да не одземам време, ви благодарам многу и пријатно. Благодарам многу за вашето учество и секако за сугестијата, предлог, темата ќе ја земеме во обзир. А сега секако одиме со реклами. Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија секоја година пред новогодишните празници спроведува кампања за заштита од пиротехнички средства. Токму поради тоа и на оваа тема, кога говориме за петардите, го имаме и нашиот следен гостин во црвена линија. Тоа е доктор Благоје Србов од Оделот за пластична и реконструктивна хирургија. Па добар ден. Здрав, здрав. Добро вечер, Тина, добро вечер. Да, добро вечер, надворе веќе секако. И еве да прашаме за почето како сте. Дали имате многу работа на клиника? Па добро е, моментално во однос на петарди имаме намален прием на пациенти, бидејќи се забележува намален прием најверојатно поради и самата пандемија со COVID-19,
која што ги доаѓа до намалување на предновогодишните празнувања, како и самата употреба на петарди во овој период. Дали тоа значи дека е намален годиниве приемот на пациенти? Сега за сега немаме приеми, ама се надеваме дека ќе се сведеме до нула. Токму први тоа ги организираме оваа кампања, за да дојдеме до нула, да немаме приеми на пациенти со вакви повреди. Така, и сега следно прашање, одговорот е можда многу очигледен и сите го знаеме, но пак сакаме да слушнеме од вас. Какви повреди предизвикуваат петардите? Страшни повреди. Значи, тоа се експлозивни повреди кои што најчесто страдаат делови од шаката, прстите, може да се доведе до повреди на најмали рани, до ампутација на дел од шаката или прстот. Исто тука треба да ги споменеме и изгорениците, кои што последователно може да предизвикаат инфекции, лузни и тоа нели нормално да го ограничи квалитетот на живот. Исто така да се спомнат и повредите на очите, кои што самите нели искри, кои што или експлозии кои што се прават, може да предизвикаат повреда на очите, како и до само слепило. Ке подсетиме од Црвена линија дека не случајно ги прикажавме овие фотографии, слики со вознемирувачка содржина, но токму тоа е целта дека повредите од петардите навистина може да го намалат целосно квалитетот на животот. Видно што може да се случи. Да. Реалната слика. Но доктор Србов, каже да ни што ги предизвикува овие повреди најчесто? Како доаѓа до тоа? Значи, тоа е непрофесионалното користење на експлозивни материи, односно на пиротехнички средства. Пред се тоа се од луѓе кои што не се едуцирани за употреба на пиротехнички средства. Тоа се најчесто помладата популација која што си прави модификација на експлозивните материи и доаѓа до нивно групирање, ставање на шишиња, подземја и сето тоа е неконтролирано и може сериозно да направи голема експлозија и страшни последици по здравјето на пациентите. Да, такви тие примери сега што вие кажавте, има и пример во цевка кога ќе стат, кога ќе испојат повеќе доаѓа до приголема експлозија и секако до поголеми повреди. И сега... Па да, они всушност тоа им е интересното, експлозијата е интересна, ама не сваќаат колку се страшни последиците и што може да се случи, поради тоа што сепак е нешто неконтролирано и незаштитено. Да, и сега не Боже доколку се случи некоја незгода, кој е вашиот совет за прва помош при повреда од петарди? Во секој случај би требало да биде да се посети најблискиот медицински центар. Доколку станува збор за изгореница, во тој случај би требало да се стави изгорениот дел под, да речеме, под чешма или во некоја ладна средина, за да може да се намали ефектот на топлото дејство. Да се отстрани накид, да се отстрани облека која што би можела да го продолжи дејството на изгореницата. Доколку станува збор за повреда на шака, например ампутација на дел или пак рана, во тој случај треба да се покрие со чиста крпа и да се или газа и да се посети најблискиот медицински центар. Доколку станува збор, например, повреда на очите, во тој случај би требало, не треба да се стават никакви масти, капки, да не се измијуваат, да не се тријат очите. Тоа би требало само да се покријат очите до некоја чиста крпа или газа и да се посети најблискиот здравствен центар. Повеќе од јасно дека ваквите повреди не се наивни и целосно може да го сменат квалитетот на животот. Од вашето медицинско искуство како го менуваат всушност квалитетот? Што е најфатално? Повредата на шак, дали станува збор за губиток на прст, дали станува збор за изгореница во било кој предел, може негативно да влијае врз квалитетот, продуктивноста и уште полошо да се заврши некоја кариера која што не ни почнала. Тоа директно влијае врз физичкото, врз психичкото здравје на пациентите.
се намалува квалитетот на животот на сериозно ниво кое што може во целост да го смени колотекот на станите понатаму. Така, и сега може одма да свртиме нашето следно прашање. Кој би бил вашиот совет пред почетокот на новогодишната еуфорија? Како се заштитиме околу сето тоа? Нормално да сливаме со памет. Да не користиме пиротехнички средства, особено кога тие се во непрофесионална употреба, да не присуствуваме на места каде што се користат петарди, да се тргнеме на страна, да го пријавиме тоа ако може во најблиската полициска станица и исто така да си го чувате здравието, бидејќи вие сте единствени кои што може да си го чувате вашето здравје, вие сте тие што си го креирате вашето здравје и да не дозволите да си ги унишите празниците и вашата иднина, да си прославите со вашите најблиски, а не кај нас на клиника како повредени од петарди. Доктор Срвов, благодарам што одвоивте време да бидете дел од Црвена линија. Ви посакуваме многу успех во вашата работа и се разбира 0 пациенти од повреди од петарди. А ние секако во продолжение со Црвена линија одиме со она што најмногу го сакаме, тоа е вашето мислење. Имаме гледач. Така е. Добро вечер. Добро вечер. Дали сум во студио? Вие сте. Да, во програма. Се јавувам лошо искуство, нели? Минатата година од фрлање на петарди ми беше оштетени ролетните, па фасадата. И утреден да пријави во полиција и полицискиот службеник ми вика, па требало тоа вечерта кога фрлале, вика тогаш да ни пријавиш, па ние ќе дојдеме. На прашање контра му постави, па дали би дошле во тој момент во 12 часот? И па сигурно не би дошле, ма тоа е тоа. Вика, ајде уште на Божиќ, вика, па ќе помине тоа. И тоа така заврши, не е битно, меѓутоа пред ден-два, што видов гледка, тоа е више згрозување. Деца се пуштат од основно училище, 3-4 деление негде, и едно од тие деца, 20 можда петарди, ги фрла во оние девојчињата во групи, на машки, па ги газат со нозе. Тоа е нешто страшно. Што може се да се случи? Не знам, од школа, значи се пуштат децата према дома преку 20 петарди се. Дали овој пат пријавивте? Не, јас за работа тргнав и нема време, мислам, да пријавувам, али тоа е тоа, значи страшно искуство со лоши работи. Така, имате уште време? Уште 20 секунди? Па тоа е, значи, многу се бавни реакции. Јавно се продаваат петарди, тоа секој го знае, меѓутоа реакцијата е многу спора од надлежните институции. Значи не реагира полиција, не знам од кои причини. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија на 023076677. Колку што станува време, го очекуваме нашиот следен гледач, а еве може да прочитаме и коментар, бидејќи коментарите се валидираат како јавување, но на Facebook нашата социјална мрежа. Имаме коментар од Или Лиевска околу наша главна тема, кој гласи: според мене потребна е едукација кај помладата популација за да ги увидат опасностите од ракување и употреба на разни пиротехнички средства. Тоа не е од Ели коментар, а сега имаме гледач на линија. Си изгасил, за жал. Дали го имаме се уште гледачот? Да, добро. Одлично, во програма сте. Какво е вашето искуство со петардите, вашиот став воопшто? Дека не ми трошите времето, се те замолувам, не ми трошите времето. Значи, вака размислуват Јово од Македонски Брод. Петарди, детска радост и така спреа да е второто. Значи, еден е механизмот по мене најквалитетен. Секој од секој да се пази при употреба. Секој да се внимава на своите деца и да ги пусти на училиште, да не рече во градинка, со забавиште. Значи, додека не пазиме од комшијата, од соседот, по тој по улица, и сега е лесно. Сите имаат и најмалите телефони. Фотографирај го, нема да го сожалуваш. И после не може, не бев јас, беше вратучен ми комшијата и црна. Значи, петардите постојат и може да се користат за други намени. Да. И тоа више времето истече. Тука е веќе и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако останете ни во добро здравје. А утре говориме на тема замрзнаа цените на основните производи.
Според вас, кои производи дополнително треба да имаат замрзнати цени и дали сметате дека не очекуваат поскапување и тоа веќе по нова година? Така, Црвена линија 2.0, секој работен ден на Телма телевизија од 16 часот и 40 минути. Сега ве оставаме во добрите раце на Гответе со Маја. Довидување. Чао, чао.